Меѓуврснички кавги, љубовни проблеми и по некој случај на семејно насилство. Ова се проблемите со кои се соочувале децата пред 3 децении и барале совет на СОС линијата на првата детска амбасада Меѓеши. Како минува времето, проблемите посериозни. Минатата година најмногу дојави имало за прекршување на правата на детето, завидување на едниот родител при бракоразводни постапки и непочитување на решенијата на центрите за социјална работа. Меѓуврсничко насилство, физичко, ментално и сексуално насилство. Председателот на Меѓеши вели корона пандемијата ги продлабочи проблемите кај разведените парови. 27% од дојавувањата се поврзани со оневозможување на детето да го гледа вториот родител, со изговор дека пандемијата ги влошува и го става детето во ризик, како да вториот родител е преносител на COVID-19, а првиот родител не е преносител на COVID-19 и на тој начин нарушените дисфункционални поранешни партнерски врски не може да станат функционални родителски обврски. Но освен деца, не е мал бројот и на возрастни кои пријавуваат насилство во поширокото семејство или во соседството. Може би причината е тоа што децата, а посебно ако се жртва на насилство, како и не само децата, и кој да е жртва на насилство, многу тешко се одлучува да се јави, да побара помош, да се отвори, да секогаш кај жртвите постои мало ниво на грижа на совест, односно вина, дека може би и таа е за нешто виновна, што не е точно. Лани на 300 деца и млади се јавиле на СОС линијата. 90% од оние што се јавиле се од градски средини, а преостанатите се од село.